Вечера со нас се исто така драги гости од Пиринско, кои често пати доаѓаат на Дионисовите слави и кога беше тешко, и кога се пробиваше патот на дионисиството, и кога има пречки и проблеми во рамките на демократските созревања на македонскиот Балкански полуостров. Зошто се случуваат овие Дионисови слави? Па тие се патека да покажеме, да помогнеме, да созреат сите околу нас, во духот на македонизмот и светлината, да созреат нашите пријателски соседи, во Бугарија, во Грција, во Албанија, во Косово, во Србија, да ги отворат срцата за македонците, да ја признаат македонската култура, како што Република Македонија ја признава и ја финансира културата на сите етнички заедници, да покажат дека е тоа патот на македонизмот, да покажат дека тоа е патот на светлината на новата вера, единствената вера на љубовта, и да дојдат во македонизмот, да ги отвориме границите и да живееме како браќа и пријатели. Денеска со нас се прекрасни луѓе кои пеат прекрасни македонски песни, тајфата од Ново Лески, а пред тоа ќе беседи дедо Иван Сингартиски, духовна легенда на Пиринскиот крај. Како кренаме од Пиринска да дојдеме во Вардурска, од единиот спрат на куќата, во другиот со пасош, срещнахме един билборд и читаме: Македонија пат ви пожелува. По тој асоцијативен пат ме натера на многу, на милениуми години на назад и ме врати крај древниот Рим. Таму има една стоическа школа, но не од првиот од Зенон основателят, а таму е Луција Јанеј Сенека, таму е Епиктет, таму е и императорот Марко Аврелије. Тие тримата луѓе са били преведувани од един пиринец, скопскиот митрополит Теодоси. Луција Јанеј Сенека, нема да зборувам кој што е напишал за прирачника на Епиктет, така, ще се спреме само на првиот, на Луција Јанеј Сенека, кој е напишал едни писма до неговиот пријател Луцилиј. Но е напишал и до един друг негов пријател, којто се е кажувал Галион, едно писмо, или тоа е озаглавено за срекниот живот. Тој се обраќа кам него со следните зборови: сите, о браќа Галионе, сакат да уживаат срекно, но толкова повеќе се оддалекуваат од среќата, колкото повеќе чекорет брго, ако са го сгрешили патот. Дали пак и ние, мили мои, не сме го сгрешили патот? Тој пат ни е покажен од нашата древнина, од нашите прадеди, още од времето на Филипа, Александар и таму насаму. Каков пат те ни се посочили? Крај обсадата на град Метона, Филип имал нерадата судбина да биде прострелен со една стрела во окото. И тој говорник, за којто ни зборува Башевски, тој нем говорник, когато е видел импозантната фигура на Филип, тој замолчал, онемел. Зашто? Заштото тој е видел величието на Македонија во тој Филип. И тој, истиот, когато противникот зборува срещу него, една немечка поговорка казва: хвалбата на пријателот мириши, но на противникот звучи, тя е ечи. Атиняни, атинци, Филип е со едно око, но е подалеку глед од нас. Тој гледа во иднина, а ние само во минатото. Един негов војник на име Тари е имал същата съдба да биде ударен со стрела во окото. И се спуштали санитарите да го извлечат из боиштето. Но Тари им рекол: не, няма да ми ја извадите стрелата докато трае боиштето, за да не си промисли врагот, че аз съм му свртил грб и бегам од боиштето. И стоял така со забиена стрела во окото, без да го напусти боиштето. Днеска се четах тука из площадот на Скопје и случајно минах кај споменикот на Крстен Мисирков. Што направихме? А на другото место пише: а што ќе требува да направиме?
да ме извиниш тихо и сите вие. Що направихме ние? Се зедохме от тука 100 македонеца да водиме да се жалиме в Страсбург. Защо? За някакви човекови права. Тихо, що направихте вие? Направихте гладен штрайк. Що? Мислам дека нема по-глув от тоя, който не сака да те слушне. По кой път да фатиме? Не му личи на македонеца да се жали. Символички Македония сега е избрала той кръст. Той голям кръст трябва да се носи не от един човек, както Исус Христос носи той на цялото човечество, а ние сите македонците трябва да го носиме той кръст. И сите заедно, иначе няма да я носим. Нашата тегоба и нашият кръст няма да свърши така. И ето за това, както Тертулиан казва, всекоя капка християнска кръв е семе за нови християни. А аз ще ви речем дека всекоя капка македонска кръст е семе за нови македонци. Сега пред вас ще ви представям жителите на село Леска, от родното село на Костурския воевода Иван Попов, кой изгоря како свеке, за да й биде светло на мученицата Македония. И ето да го видите той семе, ги поканвам и ги понудвам да ви се представя. Благодаря.
Chegará
Плачат майки, плачат дребните дечица, плачат майки, плачат дребните дечица, дали ке ги поздајајте и во къщи заведете, дали ке ги поздајајте и во къщи заведете. Македонијо, земјо скъпа и рождена, Македонијо, земјо скъпа и рождена, твоите синове герои од бојното поле идат, твоите синове герои од бојното поле идат. Тоа беа 19-тите Дионисови слави. Дионисиството е состојба внатре во душата. Тоа е состојба кога вие припаѓате само на светлината и љубовта. Тоа е состојба кога умеете да простите, да умеете да дарувате македонизам и љубов. Да сме живи и здрави, затоа што знам дека во вас Дионисиството е живо, во сите што сме дојдени тука, сите што ни праќаат писма од целијата мајчина земјица, и дека ќе се собереме повторно на 20-тите Дионисови слави со Господ, напред и по Божјата волја. Амин.